Добре, еве денеска сме во населеното место Дабиле, во основното училиште каде ги гледаме насмевките и среќите на децата кои што денес прв ден во овие посебни услови почнуваат со своето образование, со училиштето. Мислам дека еве оваа година како една специфика почнува учебната година со еден месец за доцнување, за да се подготват сите оние протоколи и кои што се пропишени за овие деца да бидат безбедни и да се обезбедат сите можни услови за нивно правилно воспитување и заштита секако. Јас сепак сум задоволен и во овие посебни услови што почнува еден процес кој е многу важен во животот, кој е неизбежен во животот. Им посакувам на сите овие наши најмлади сограѓани да имаат успех во своето учење. Се надевам дека наставниците, наставниот кадар ќе вложи максимално напори да ги пренесе своите знаења на овие деца, да им даде совети како од формалното образование, така и совети од животот и пред се од оние совети кои што ќе ги заштитат во оваа посебна состојба. Можем да кажем дека родителите треба да бидат спокојни. Сите институции и служби се впрегнати да обезбедат што поквалитетно и побезбедно училиште и да можат овие деца да продолжат со своето образование во какви такви услови диктирани од оваа, би кажал, овој светски предизвик пандемијата со COVID-19. Во нашата општина неколку училишта добија дозвола за физичко присуство или одвивање на наставата со физичко присуство. Повеќето ќе следат настава од далечина. Мислам дека еве и тие подготовки, последни подготовки за што поквалитетно пренесување, се надевам дека ќе завршат во најдобар ред и дека ќе може да функционира се онака како што треба. Повеќето училишта кои што имаат помал број на ученици добија дозвола за физичко присуство, тоа се повеќето подрачни училишта, околу 12. Училиште кое што доби целосно можност за физичко присуство е општинското основно училиште во населеното место Велјуса. Останатите подрачни единица училишта во Свидовица, Сачево, Добрејци, Водоча, Рич, Попчево, Мемишли, Дорломбос, Габрово, Костурино, Раборци, Градско Балдовци ќе добијат можност за присуство, за физичко присуство во 4-то и 5-то оделение и дополнително паралелката за аутизам во основното училиште Сандо Масив. Делумна согласност за физичко присуство има и основното музичко училиште Боро Џони за индивидуалната настава, а она заедничка настава ќе се одвива онлайн. Тоа се вака неколку податоци кои што можем да ги соопштам на нашите сограѓани. Останатите средни училишта и останатите училишта ќе обавуваат настава од далечин или онлайн во овој момент. Јас се надевам дека епидемиолошките, би кажал, карактеристики и состојби во нашата земја ќе дозволат да овие состојби се променат на подобро и да можат учениците да присуствуваат со физичко присуство на наставата, кое впрочем и повеќето од родителите и учениците го бараа. Меѓутоа, ова сегашна состојба, согласно критериумите кои што ги имаше комисијата за разгледување на нашите барања, кои, еве да спомнам, ги поднесовме со наша желба да нашите училишта да одржуваат настава со физичко присуство, беа прифатени овие кои што ги спомнав. Критериумите беа согласно бројот на запишаните ученици, согласно можните ризици за ширење на епидемијата и согласно оваа епидемиолошка слика која во моментот владее. Како и да е, ова е сепак еден среќен, би кажал, момент, еден возбудлив момент во
меморијата на сите наши ученици, посебно на првачињата, што и пред малку го видовме. Родителите и учениците се возбудени, срекни и со нетрпение очекуваат да ги добијат првите обуки или учења во својот живот. Образованието е секако многу важен сегмент во секој општество, но сепак и здравието е уште поважно. Јас уште еднаш ги поздравувам нашите сограѓани, им посакувам многу успех на сите ученици и се надевам дека оваа состојба ќе не овозможи што побрзо да се промени на подобро. Една донација од општествено одговорни фирми. Ги консултиравме тогаш директорите за оние дечиња кои што се во некој социјален ризик или деца кои што немаат такви уреди и согласно нивните списоци кои директорите од нашите училишта ги дадоа, тие беа поделени на училиштата и ги поделија по согласно тие критериуми. Тогаш се воспостави дека околу 30 на дечиња можеби остануваат без такви уреди, а имаат потреба. И направивме напори тие 30 да ги обезбедиме. Пред некој ден имаше уште една донација и тие ги поделивме и сметавме дека со тоа тие списоци се пополнети или согласно овие информации што ги имавме дека тие категории на деца кои што се пријавија дека немат никакви уреди ги задоволивме. Меѓутоа се покажува дека и други деца сега изразуваат свое пријавување дека немаат такви уреди. Ние ќе направиме дополнително некои напори да обезбедиме и за, ако е потребно, и за останатите деца. Јас се надевам дека и општествено одговорни фирми и сите наши сограѓани ќе заеднички ќе го премостиме и овој проблем ако постои.